Другарче, најорганизирано во оваа држава е организираниот криминал и корупцијата. 30 години слушаме приказки како се бориме против нив. Се бориме, ама никако да ги победиме. Борбата ја почна Бранко, ќе му ги сечал пипсите на октоподот. Нит му ги сече, ниту бутур. Октоподот се расшири низ целата држава, си приватизираше што си приватизираше и дојде после него Љупчо. Он демек ќе направише ревизија на таа приватизација. Каква ревизија, какви бакрачиве. Си ја продолжи песната, продаде што остана да се продаде, корупцијата и понатаму си цветаше. Стана Курто, се врати Мурто, повторно дојде Бранко, па се менјава некои премиери, еден, друг, трет. Старата прича продолжи. Корупцијата си цветаше, си цветаше, си цветаше. Па дојде Николче. Он се расшири со фамилијата, немаше фирма кај што немаше влезено. Корупцијата си цветаше, си растеше, се развиваше, се усовршуваше. После дојде Зоки. Пеева една песна Чеси лежите. Како не бе, су тепа од лежање по плажи во отворени оделенија у затворот у Струга. Рака на срце, Гоца лежеше и еден за кебапи лежеше. Корупцијата и понатаму си цветаше. И сега, после Зоки, на крајов доаѓа Мицко. И он ќе се борел против организираниот криминал, корупцијата, бла. Сега се слушаат муавети дека у Дубај се сретнал со другар му Зоки и се договориле да не се чепкаат. Сега, дали ќе се бори или не вистински против корупцијата и криминалот, не знам, што би рекол Мицко, доставиме времето да покаже. Толку, гаси светло.